Представете го, носителот на советничката листа, кој што сега ќе се обрати пред вас, господинот Илија Јовановски. Добро вечер, Прилеп! Добро вечер, град Хероју! Добро вечер, град Победнику! Вечерва пишуваме нова историја за Прилеп. Гледајќи во вас волкав голем број, сигурен сум дека победуваме во Прилеп. Во Прилеп победуваме! Вечерва гордо стојам пред вас, исто како што гордо чекоревме заедно изминатите 2 и повеќе месеци низ улиците низ Прилеп, во името на правдата, во името на слободата, во името на демократијата. Горд сум на членовите, горд сум на симпатизерите на Социјалдемократскиот сојуз, горд сум на сите граѓани на Прилеп, затоа што се гордеам со сите вас и од срце ви честитам на сите. Ви честитам за вашата истреност, за вашата издржливост, со која заедно чекоревме изминатите 2 и нешто месеци. Покажавме кои сме прилепчани, покажавме зошто Прилеп е град херој и град револуционер. Бевме лидери на отпорот и се уште сме. И ќе бидеме и понатаму. Тоа ве уверувам. Од тука, токму од ова место, од градот на пркосот и непокорот, почнува падот на Никола Груевски и Маријан Ристевски со ДПМН. Почитувани граѓани, почестен сум од поддршката што ми ја дадоа членовите на Социјалдемократскиот сојуз од Прилеп и коалиционите партнери од Сојузот за еднината, да бидам носител на листата, на советничката листа во локалната самоуправа во Прилеп. Сојузот за еднината, со реден број 42, каде влегуваат 8 представниците на Социјалдемократскиот сојуз, тука се и нашите коалициони партнери, ВМРО Народна партија, Нова социјалдемократска партија, Партијата за целосна емансипација на ромите, Достоинство, Обединети за Македонија и Либерално-демократската партија. Тоа се честни, искрени, посветени, трудолюбиви, креативни, докажани наши сограѓани и најважно од се, вистински се тоа патриоти, секој секогаш горд представник на Прилеп. Секој со различен профил, високо образовани, докажани професионалци во својот делокруг на работа, но пред се со високи морални и етички квалитети. Нашата листа го застапува гласот на народот. Не само од една политичка партија. Нема предрасуди за левица и десница. Идеологиите се оставени на страна, бидејќи за сите наш најважен е Прилеп и Република Македонија. Ќе внесеме нови стандарди и нови критериуми со нов дух во работата на Советот во општина Прилеп. Токму во Советот ќе се решаваат сите проблеми што ги создаде ДПМН со Маријан Ристевски во Прилеп. И тоа ќе го направиме. Овој тим овде стои зад програмата, зад проектите и решенијата на идниот градоначелник на Прилеп Хари Локвенец. За да ја вратиме довербата кај граѓаните во институциите на системот. Новите идеи, новата визија на нашиот тим, нашата целосна поддршка кон програмата
ќе ни овозможат Прилеп да се врати во едно друго, во едно ново светло. Да го видиме Прилеп како град во кој младите ќе ја гледаат својата иднина во својот роден град, а не да заминуваат надвор од државата. Ете, затоа сме ние вистинскиот избор. Ова е вистинскиот избор за Прилеп. Деновиве, почитувани сограѓани, сме сведоци дека одделни локални функционери на ДПМН, исплашени од собствената судбина, безглаво трчаат од врата до врата, влегуваат во секој прилепски дом, нудат пари, социјална помош, ветуваат плаќање на сметки за струја и вода и пред се закенуваат и уценуваат, но тоа не поминува. Затоа сакам од ова место да им порачам. Градоначалникот Маријан Ристевски, сите раководители во локалната самоуправа и директорите на јавните предпријатија, честно и достоинствено да се го одработат последните данови од работата на своето работно место. Ве уверувам, ќе направиме ревизија на начинот со кој се финансира скапата кампања на ДПМН и Маријан Ристевски. Парите од прилепчани не смеат да се трошат за луксузни постери и флаери за промоција на власта. Срамота и гревота да се трошат илјадници евра за пронудени рекламен материјал. Тоа недозволиво во едно современо општество. Почитувани мои сограѓани, секој има право на подобар избор. Секој од нас одлучува во каква држава ќе живееме. Време е да го направиме вистинскиот избор. Заокружете го бројот 42. Тоа е победничкиот број, како за градоначалник, така и за советничката листа. 42 победува во Прилеп. Затоа, почитувани граѓани, ве повикувам масовно да излеземе на 24 март, слободно да го искажиме својот глас. Сега е моментот на одлука, без страв, храбро и гордо да решиме судбината не само на Прилеп, но и на нашата Македонија. Да живее Прилеп, да живее Република Македонија!